Добро вечер. Се одбележува Светскиот ден на младите. К3 телевизија на сите млади им го честита денот, а ова се најавите за денешниот дневник. Црвен крст Куманово во соработка со УНХЦР на железничката станица во Табановце најдоцна до понеделник ќе постави 6 монтажни објекти за краток престој на мигрантите. Железничката станица во Прилеп заедно со железничката во Скопје ќе бидат целосно обновени до крајот на годината. Бунтовниците од Курдската работничка партија нападнале полицајци кои ја обезбедувале претседателската резиденција во округот Мардин. Куманово го задржи Караджовски. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер, јас сум Вања Костиќ-Стефановска, вие го следите последното денешно издание на Дневникот. Со цел да се излезе во пресрет на бранот мигранти кои се задржуваат на преминот во обид да ја преминат границата со Србија. Општинска организација на Црвен крст Куманово во соработка со УНХЦР на железничката станица во Табановце. Најдоцна до понеделник ќе постават 6 монтажни објекти за краток престој, 10 тоалети, 2 чешми со 4 чепови. Бидејќи сега мигрантите најмногу патуваат со воз, овие монтажни објекти ќе придонесат да се намали метежот, а воедно и да се растерети капацитетот на тоалетите и чешмите. Транзитен центар или така наречени монтажни објекти се поставуваат на железничката станица во Табановце. Црвениот крст во соработка со УНХЦР ќе постави 10 тоалети, од кои 5 машки и 5 женски. Ќе бидат поставени 2 чешми со 4 чепови, за да можат мигрантите кога ќе се симнат да се напијат вода, доколку има дожд или сонце да се засолнат и потоа да заминат. Ќе биде поставено и осветлување за вечерните часови. 6 монтажни објекти се планирани најдоцна до понеделник да бидат поставени, со цел да им се олеснат условите на мигрантите кои се задржуваат на преминот во обид да ја преминат границата со Србија, вели Митковски. Монтажен објект кој не е толку за престој, туку е за одмор, краток одмор. Така да мислам дека до понеделник сите тие работи ќе се завршат. Се работи значи за комплетирање на 10 WC-а, по 5 машки и женски, со исто така на 2 умивалници, во едниот и во вториот дел, потоа 2 чешми ќе бидат поставени, едно плато малку кај што ќе влегуваат, чешмите ќе бидат со 4 чепа, ама 2 такви како бетонски елементи и овие 6 вакви монтажни објектчиња ќе бидат поставени. Светло е поставено да може за вечерните часови и тоа за сега е тоа. Освен монтажните објекти кои се поставуваат, грижа за мигрантите преземаат и волонтерите на Црвен крст, кои редовно интервенираат со вода, храна, доколку има потреба и од лекарска интервенција се интервенира или ги носат во медицинските објекти. Денеска сме на обука за правење на куќерки за бегалци, монтажни што се IKEA. Со нас се луѓе што не обучуваат, од Женева се дојдени. Така како Црвен крст имаме помагано, има мобилни тимови што одат во Гевгелија и во Табановце, помагаат значи со помош, храна, хигиена, прва помош. Поставувањето на монтажните објекти, тоалетите и чешмите на преминот во Табановце се минимум човечки услови за нивно прифаќање и ова е најмалку што може да се направи за овие луѓе, вели Митковски. Граѓаните се свесни за ризиците при патување и користат патничко осигурување. Најчесто според статистиката се користат средните пакети кои не ги покриваат сите трошоци. Сепак најзначено е што за неколку десетици денари граѓаните при патување во странство се чувствуваат безбедно. Патничкото осигурување во зависност од пакетот покрива медицински трошоци, но и покривање на средства при губење багаж. Граѓаните треба да одвојат неколку минути и да ја прочитаат полисата за да бидат свесни што добиваат со патничкото осигурување.
Граѓаните од Куманово свесни се за ризиците за патување, затоа и користат патничко осигурување, па дури и кога е основно. Патувањето без грижа особено е примамливо за семејствата, бидејќи родителите не тргнуваат на пат со своите деца доколку не се чувствуваат безбедно. Иако патничкото осигурување влегува во групата на незадолжителните осигурувања, сепак интересот за осигурување не се намалува, туку напротив, расте постојано, особено во летните месеци. И од туристичките агенции изјавуваат дека граѓаните се свесни за ризиците и дека користат патничко осигурување. Патничкото осигурување е препорачливо да се земе во случај на патување надвор од нашата земја. Граѓаните морам да кажам дека се свесни и дека се почесто за нашите аранжмани вадат патничко осигурување. Зависно од нивото, како да кажем, на патничкото осигурување, значи имаме стандардни кои покриваат само една земја, тие се поевтини и покриваат помалку ризици и помали суми, додека поскапите во овој случај Gold, Platinum и VIP осигурувањата покриваат повеќе ризици, како и поголеми суми. Од туристичките агенции препорачуваат граѓаните да го доживеат патничкото осигурување како заштеда, а не како трошок. Основните осигурувања не се поскапи од 3-4 евра, а покриваат одредени загуби. Осигурување кое ги покрива здравствените трошкови при престојот во странство. Значи, за некоја мала символична сума од 200-300 денари може многу да значи за патникот кој, не дај Боже, има потреба за посета на лекар, додека е во странство. Има неколку типа на осигурување, неколку пакети. Најевтиниот пакет е за соседните земји, кој ги покрива соседните земји и има франшиза, значи не покрива комплетно све осигурувањето, покрива од одредена сума. После тоа, значи, постои осигурување без франшиза, кое патниците највише го преферираат, значи покрива комплет тоа што би го имале како трошок додека се во странство. Исто така има осигурување кое ги покрива европските земји и осигурување кое важи за целиот свет. Осигурителните компании нудат различни пакети и во зависност од тоа се раководат и граѓаните. Во летниот период значајно е патничкото осигурување да го покрива губењето на багаж, но и медицинските трошоци во земјите каде што летуваат. Од туристичките агенции и од осигурителните компании нагласуваат дека граѓаните мора да ја прочитаат полисата и целосно да бидат информирани што се покрива нивното осигурување. Центарот за интеркултурен диалог во рамките на кампањата Акција 2015 по повод Светскиот ден на младите на плоштадот во Куманово вечерва ги презентираат најважните решенија за одржлив развој. Интернационалниот ден на младите е ден за подигање на свеста и привлекување на вниманието кон збирот од културни и општествени прашања поврзани со демографската загрозеност, општо намалување на наталитетот и бројот на лица кои припаѓаат во категоријата млади. Овој ден е можност за владините институции и другите засегнати страни да го свртат вниманието на светот кон младинските прашања. 12 август е прогласен за Ден на младите на 17 декември 1999 година од страна на Обединетите нации и истиот од 2000 година се одбележува низ целиот свет. Концерти, работилници, културни и спортски настани, работни средби и други настани се организираат во чест на Светскиот ден на младите. Обединетите нации системот на пристап го фокусираат на 3 клучни области: подигање на свеста, тоест зголемување на посветеноста и инвестирање во младите, како ефикасно да се одговори на потребите на најобесправените; мобилизација и ангажирање, односно зголемување на учеството на младите и градење партнерства во насока да се институционализираат механизми за младинско учество во процесите на донесување одлуки, да се обезбеди поддршка на организации предводени од млади и на младински иницијативи за подобрување на нивниот придонес кон општеството, да се зајакнат мрежи и партнерства меѓу владите, организации предводени од млади, поврзување и градење мостови, односно зголемување на меѓукултурното разбирање меѓу младите. Центарот за интеркултурен диалог во рамките на кампањата Акција 2015 по повод Светскиот ден на младите на плоштадот во Куманово вечерва во 19 часот и 30 минути ќе ги презентира најважните решенија за одржлив развој. Особено ќе биде даден акцент на климатските промени, сиромаштијата и нееднаквоста, а има за цел подигање на свеста кај младите за одржлив развој кои треба да се усвојат овој септември на самитот на Обединетите нации.
Во рамките на Youth Voice кампањата, ИПЕР ги спроведува денески интерактивните работилници и панел дискусијата на тема значењето и можностите за поголемо вклучување на младите во општеството, во Младинскиот културен центар во Скопје. Пред околу 3 месеци уште една генерација млади кривопаланчани го комплетираше 4-годишниот циклус во гимназијата Ѓорче Петров. Па како што е ред, по прославувањето, следуваше полагањето на државната матура и секако подготовките за продолжувањето на образованието или пак впуштање во некаква кариера. Во вторникот на 11 август, оние кои што успешно го решија тестот на зрелоста, ги добија дипломите за положена матура и за завршено средно образование. На свеченоста во спортската сала на Средното општинско училиште Ѓорче Петров присуствува поголемиот дел од дипломците, како и нивните професори со кои заедно ги минаа сите убави моменти и искушенија во периодот од 2011 до 2015 година. Разбирливо уште на самиот почеток матурантите ги поздрави директорот на училиштето Мило Милковски, честитајќи им го положениот испит на зрелоста на кривопалнечките матуранти, посакувајќи им успех во понатомошното школување или во животната авантура која ја одбрале за себе, замолувајќи ги своите ученици да ги чуваат спомените од средношколските денови и од времето минато во гимназиските клуби. Пред се, сакам да ви честитам завршувањето на средното образование, воедно да ви посакам многу среќа, здраве, многу успех во нашето училище. Вие сега се наоѓате еден пат каде падате. Се надевам дека ќе го изберете оној пат кој ќе води кон посреќение. Може слободно да речам дека резултатите од државната училишна матура ова година сепак се занејанса подобро. То значи дека сепак нешто сме работеле повеќе него што до сега. Следуваше и врачувањето на дипломите, а секако заслужните кои средното образование го завршија со одличен успех на подарок добија по еден наслов од најновите издања книги на училишната библиотека. Посебно признание доби првенецот на генерацијата, матурантот Зафир Стојановски. Почитувани, ученик од 4-1 клас, Зафир Стојановски. Па не го очекував. Пред месец дена се пријавив за наградата и се одвиваше конкурс во кој комисија од 3 члена го прогласува ученикот на генерација. Овие 4 години беа вистинска авантура за мене, бидејќи многу знаење на прво место стекнав во ова училиште, но и на некој начин стекнав едно ниво на култура која што ќе ми остави голем впечаток во понатамошниот живот. Каде планираш да го продолжиш образованието? Образованието ќе го продолжам на Финки во Скопје, а потоа се надевам дека ќе можам да го наградам можеби настрана. На смените лица на учениците и професорите искрените прегратки и бакнежи дадоа посебен белек на оваа мала свеченост. Не криејќи го своето задоволство, младите постојано им се заблагодаруваа на своите ментори за настанот кој што им го приредија. Овие 4 години беа супер, многу дружење, многу учење, успеси. Сите професори максимално се трудеа да не едуцираат пред се, да на секој начин да ни помогнат. Мислиш ли дека има овде одлични услови за основците да продолжат средно образование кај нас, за неговата страна? Да, дефинитивно, бидејќи училиштето и интериерот и екстериерот е прекрасен, а и професорите се доволно се едуцирани и строги и се трудат околу нас. И целиот персонал школски е одличен. Ти каде ќе го продолжиш образованието? Моето образование ќе го продолжам во Бугарија. Англиска филологија. Овие 4 години помина прекрасно. Навистина веќе се чувствуваме носталгични за овие гимназијалски денови што помина зад нас. Со успехот сме одлични. Со понатамошните амбиции сме стагнираме всушност со одлуките за не сум одлучила се уште за високото образование, но се надевам дека навреме ќе одлучам бидејќи овие денови започнуваат уписите и ќе мора веќе одлуката да падне. Со измешани чувства на радост поради дипломата враца и на тага заради збогувањето со гимназијата и со средношколскиот живот, матурантите ќе се подготвуваат за уписите на високообразовните установи, а директорот Милковски не се сомнева дека набрзо ќе дојде нова потврда на успехот со уште повредни дипломи за идни академски граѓани.
дека секоја генерација се специфична за себе, секоја генерација се носи некоја специфика во себе и се разбира дека и оваа генерација е дел од многуте генерации кои се завршили во училиште и нормално дека секоја генерација поставува некој печаток во училиште или се впишува во историјата на овој училиште. И оваа генерација се разбира дека со себе носи нешто специфично, а тоа јасно зборува дека постигнатиот успех зборува за ова што има направено во текот на оваа учебна година. Ние не се сомневаме дека во учебната година која што предстои младите кривополанчани со своите знаења и вештини ќе се обидат да ги надминат постигнувањата на матурантите, за што се разбира ќе биде потребно многу труд. Како и да е, убаво е што токму преку нив во Македонија пошироко се слуша за името на нашиот град Крива Паланка. Железничката станица во Прилеп заедно со железничката во Скопје ќе бидат целосно обновени до крајот на годинава, најави премиерот Никола Груевски при посетата на Прилеп. Во моментов се реконструира и железничката станица во Велес. Другите железнички станици на коридорот 10 овие недели ќе почнат да се реконструираат и треба да бидат готови до 2016 година, изјави Груевски, кој заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски направи увид во текот на градежните работи за реконструкција на железничката станица во Прилеп. Премиерот е задоволен како се одвиваат работите околу реконструкцијата на станицата, која е дел од големата инвестиција од 2,5 милиони евра за реновирање на речиси сите железнички станици на коридорот 10. Сите овие железнички станици воопшто не се обновувани откако се градени. Конкретно, Прилепската станица датира од 1931 година и ова е прва нејзина темелна реконструкција. Добро е да се заврши една таква темелна реконструкција на железнички станици, рече Груевски. Во теке и набавка на нови композиции и вагони за патничкиот сообраќај, а веќе се набавени и 150 вагони за товарниот сообраќај. Реконструкцијата на пругата на коридорот 10 е во длабока и завршна фаза. Патничките вагони треба да стигнат до јануари наредната година. Со овие зафати во трите клучни сегменти во железничкиот сообраќај, граѓаните повеќе ќе го користат и ќе патуваат поудобно. Железничкиот сообраќај е исклучително значаен и за нашите граѓани и за оние кои транзитираат низ Македонија, нагласи премиерот Груевски при увидот на работите на реконструкцијата на железничката станица во Прилеп. Ирската компанија Баракуда FX ке инвестира во Македонија. Официјално потврден е влезот на оваа компанија од Даблин која испорачува софтверски услуги за реномирани светски банки и финансиски институции. Првично, најавено е дека компанијата ќе инвестира $1 милион и ќе вработи 90 лица. Компанијата треба да почне со работа за месец дена. Купно 1 милион евра ќе биде првичната инвестиција на ирската компанија Баракуда FX, која и официјално го потврди влезот во Македонија, како што соопшти денеска вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски по средбата со менаџерскиот тим на компанијата. Баракуда FX ќе отвори посебен центар за истражување, кој треба да почне со работа за околу 1 месец, а вработени ќе бидат 80 до 90 високостручни кадри. Се работи за центар за истражување кој не е типичен и досега нема таков во Македонија. Целта е од она што сега го има компанијата како главен производ за тргување на светските пазари, да се развијат производи во Македонија за другите сегменти во финансиското работење, истакна Пешевски. Според Морис Куран, еден од основачите на компанијата, менаџерскиот тим многу лесно ја одбрал Македонија како дестинација за инвестиции, поради одличните услови што ги нуди, посебно инфраструктурата, економијата и расположливиот кадар. Неколку пати ја посетивме Македонија. Бевме охрабрени од она што го видовме, професионалност, перспектива. Затоа лесно ја донесовме одлуката да дојдеме тука. Се надеваме дека многу странски компании ќе го следат нашиот пример, рече Куран. Баракуда FX е релативно нова компанија, лоцирана е во Даблин, но има и представништво во Лондон. Испорачува софтверски услуги за најреномирани светски банки и финансиски институции, а и е носител на престижните интернационални награди и признанија. Центарот за истражување што се отвара во Скопје ќе биде сместен во Соравија, а планираните 1 милион евра ќе бидат вложени во опрема. Бунтовниците од Курдската работничка партија ПКК нападнале полицајци, кои обезбедувале председателската резиденција во округот Мардин. Исламистички групации и провладините сили постигнаа договор за 48-часовен прекин на огнот во неколку градови во северозападниот дел на Сирија. Американски воен хеликоптер се урна во морето крај јапонскиот остров Окинава, при што тројца членови на екипажот се спасени, а двајца се водат како исчезнати, вести од светот.
Бунтовниците од Курдската работничка партија нападнале полицајци кои обезбедувале председателската резиденција во округот Мардин во југоисточна Турција, при што се ранети двајца припадници на полицијата, од кои едниот потешко. Бунтовниците фрлиле бомби и стрелале со автоматски пушки кон зградата и полицајците. Припадниците на полицијата одговориле на огнот, но напаѓачите успееле да избегаат. По нападот во регионот се испратени единици на специјалните сили, кои почнале потрага по напаѓачите. На едно место избувнала престрелка при што се убиени двајца членови на Курдската работничка партија. Во округот Мардин курдските бунтовници ја нападнале зградата на жандармеријата во градот Нусајбин. Следувала престрелка која траела околу 40 минути. Бунтовниците успееле да се сокријат во околната шума. Турските сили за безбедност презеле операција за пронаоѓање на напаѓачите. Во истиот округ курдските бунтовници активирале автомобил бомба при преминување на полициско возило. Во нападот е тешко ранет полицаец од специјалните единици. Исламистички групации и провладините сили постигнаат договор за 48-часовен прекин на огнот во неколку градови во северозападниот дел на Сирија и на границата со Либан, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Според центарот, прекинот на огнот во градот Забадани, последен бастион на бунтовниците на границата на Сирија со Либан, ќе почне во 6 часот по локално време. Прекинот на огнот на 2 дена ќе има и во Фу и Кафраја, два шиитски града во провинцијата Идлиб, во северозападниот дел на Сирија, последните во регионот кои се во рацете на режимот. Спогодбата за прекин на огнот на 48 часа беше постигната меѓу борците на влијателната исламистичка групација Ахрар ал-Шам и локалните бунтовници од една страна и борците од Хезболах од друга. Ахрар ал-Шам е сојузник на групацијата Џебхат ал-Нусра, која е поврзана со Ал-Каеда. Американски воен хеликоптер се урна во морето крај јапонскиот остров Окинава, при што тројца членови на екипажот се спасени, а двајца се водат како исчезнати, соопштија локалните власти. Хеликоптерот се урна во морето на 30 километри источно од воздухопловната база Кадина на Окинава, изјави потпаролот на јапонското министерство за одбрана Кентаро Като. Во леталото се наоѓале 5 лица, не се соопштуваат детали за здравствената состојба на тројцата спасени. Во тек е спасувачка операција за пронаоѓање на исчезнатите лица. На низата кошаркари што потпишаа нови договори со актуелниот вице-шампион Куманово, денеска се приклучи и Димитар Караџовски. Куманово продолжува успешно да ги финализира разговорите со кошаркарите што со успех го носи адресот на оваа екипа минатата надпреварувачка сезона. Па на низата играчи што потпишаа нови договори со актуелниот вице-шампион, денеска се приклучи и Димитар Караџовски. Искусниот плеймејкер уште пред известно време ги имаше договорено условите за продолжување на соработката, пошто денеска и официјално беше потпишан новиот едногодишен договор. Целта е јасна, да се задржи тимот што лани функционираше одлично, па со неколку квалитетни засилувања да создадеме уште посилна екипа. Караџовски е еден од оние што играа на вистина добро ланската сезона и неслучајно ја продолживме соработката со него, порача од раководството на кошаркарски клуб Куманово. Само за подсетување, нови договори со Куманово претходно потпишаа Костовски, Мандиќ, Луковиќ и Јанески, а како засилувања доведени се американецот Инграм, како и црногорскиот центар Бјелиќ, кој лани настапуваше за работнички. Барселона по пети пат го освои Европскиот суперкуп. Во одличниот меч против Севиља одигран во Тбилиси, актуелниот европски шампион водеше со 4-1, но на крајот дури по продолжение успеа да стигне до суперкупот со голот на Педро постигнат во 115-та минута. Меѓународен спорт. Барселона и Севиља во Тбилиси го одиграа најефикасниот УЕФА суперкуп во историјата, откако во регуларните 90 минути постигнаа 8 погодоци, а Севиља направи чудо во второто полувреме и успеа од 4:1 да стигне до 4-4. Банега го отвори резултатот уште во третата минута од слободен удар, а потоа на ист начин и тоа два пати се реваншираше Лионел Меси, постигнувајќи два прекрасни гола од слободен удар. Рафиња во 44-та минута зголеми на 3:1, а Луис Суарес на почетокот од вториот дел донесе и водство од 4-1 за каталонскиот тим. Рејес во 57-та минута намали на 4:2, Гамиро од пенал најави дека Севиља може до нерешено, а новото засилување Коноплјанка во 82-та минута постигна погодок за 4:4, со што мечот отиде во продолженија.
Сепак, во 115-та минута, послободниот удар на Лионел Меси, кој што го одбрани Бето, на одбиената топка налета Педро и ја смести во мрежата за конечни 5:4, со што Барселона по 5 пат го освои Европскиот суперкуп. Крижовјак би можел да биде нов фудбалер на Арсенал до крајот на летниот преоден рок. Играчот на Севиља синоќа во Суперкупот против Барселона одигра доволно добро за да го привлече вниманието на Арсен Венгер. Менаџерот на Арсенал е подготвен да плати 30 милиони евра за полскиот репрезентативец. Метју Фламини и Микел Артета веќе не се на нивото од порано. А Франсис Кокела не е фудбалер за големи надпревари, па затоа Венгер во Крижовјак гледа идеално засилување во средниот ред. Скаути на Арсенал го следеле полјакот веќе 18 месеци, а посиноќешната представа против Барселона во Тбилиси, Грузија, биле убедени дека може да биде големо засилување за премиер лигашот. Холандскиот прволигаш Ден Хак во судиското на дополнување се спаси од пораз против шампионот ПСВ, благодарение на голманот Мартин Хансен, кој постигна неверојатен гол со пета. По еден прекин за слободен удар, тој дојде во противничкиот 16-етник и со петата постигна гол кој дефинитивно е меѓу најдобрите голмански голови. Надпреварот од првото коло во Холандската лига заврши со резултат 2:2. Да ја проследиме временската прогноза за утре. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер со програмата на К3.